Почитувани присутни, почитуван амбасадоре, почитуван главен државен ревизор господин Ацевски, почитувани вработени на Државниот завод за ревизија, професори, колеги, пратеници, представници на нашите партнери кои што ни помагаат во целата оваа операција која што заедно со Државниот завод за ревизија како собрание ја имплементираме неколку години наназад. Сакам да кажам неколку работи кои што се факти, кои што треба да бидат суштина на оваа денешна средба. Зошто е многу важно да се продлабочи соработката, но што и тоа во суштина значи. Но и на крајот секако сакам да дадам неколку заклучоци за кои што сепак ова треба да биде нешто кое што ќе не потикне во дополнителна понатамошна суштинска соработка, бидејќи сите сме свесни дека да, собранието треба барем на хартија да има надзорна улога, но и ние треба да бидеме свесни како таа ќе треба да биде имплементирана во пракса и на крајот што општеството ќе добие од тоа. Тука сакам да се заблагодарам прво на нашите партнери, заради кои што прво ние како патриници станавме свесни која е силата и уште еднаш ќе кажам суштината на овие ревизорски извештаи, бидејќи дотогаш едноставно и не бевме свесни дека можеме да имаме еден ваков силен инструмент преку кој што како пратеници, кои што секако сме припадници на одредени политички опции, ќе се ослободиме од политичката димензија на припадност и ќе можеме да разговараме за нешто кои што навистина во нашиот систем и не функционираат, а секако имаме одговорност и тоа да го промениме. Кога почнавме така да ги разгледуваме ревизорските извештаи во претходниот мандат, службите во собранието кои што особено се компетентни и професионални ни укажаа дека постои посебен ентитет за кој што ја претходно не бев свесен, а тоа е дека може да се разгледува и посебен ревизорски извештај на одредено собраниско работно тело. И навистина бев шокиран кога сватив дека дотогаш такво нешто не било случај, за да прв пат посебен ревизорски извештај биде разгледуван во собранието во 2023 година, нешто кое што навистина го памтам и го акцентирам така заради две потреби. Прво, заради тоа што навистина беше една тема која што беше актуелна во јавноста, а второ, заради професионалноста, храброста на главниот државен ревизор и неговиот тим од државната ревизија, бидејќи храбар е оној човек во оваа држава и на ваков систем кој што функционира со години, е само оној кој што е професионален и е сигурен во тоа што го кажува. И тогаш сватив дека тоа е многу моќен елемент кој што може да ги промени многу нешта во нашата држава и дека единствено нешто што овој момент ние треба да го направиме за да овој инструмент дојде во полн ефект е да направиме еден механизам во ова собрание каде што нема да се разгледува само годишниот ревизорски извештај, кој што да бидам искрен, доколку на истата седница има и други точки или собранието тогаш е во висок интензитет за работа, едноставно може да се случи ниту еден пратеник да не дебатира по истиот и годишен ревизорски извештај на една од најпрофесионалните институции во оваа држава да биде разгледан само со 5-минутно гласање и само со излагање на главниот државен ревизор, кој што за воѓа на нештата, како представник на една прекрасна екипа на луѓе, амбасадори, јас ова сакам и вие да го нотирате, но и да подвлечам дека е многу важно да им помагаме на овие институции. Оваа институција според мене е најпрофесионалната во оваа држава и овие луѓе секако заслужуваат поддршка од сите ентитети, дали во државата или надвор од неа, бидејќи за тоа треба да се дискутира. Зошто треба да се дискутира за тоа? Може би треба да размислиме посебните ревизорски извештаи да ги поделиме на групи или да ги поделиме на теми и секое работно тело да има обврска да ги разгледува. Бидејќи ако досега ние ги разгледувавме тие посебни ревизорски извештаи, многу трауми, многу лоши нешта кои што се случија во оваа држава ќе беа спречени. Не викам дека тоа е за некој период кој што претходно бил присутен, нормално уште еднаш кажувам, ослободувајќи се од политичката димензија, сметам дека тоа е важно и од овој момент натака. Од овој момент натака, сметам дека е уште поважно сите овие ревизорски извештаи кои што доаѓаат во институции кои што се водени можеби од припадноста на која што јас доаѓам, би сакал да бидат разгледувани во ова собрание. Само на тој начин можеме да имаме конкретен надзор на процесите, да не се лажеме. Сметам дека не треба повеќе да збориме за апстрактност, треба да збориме за конкретни работи. Нормално дека ова е домот на демократијата, како што е нормално дека е домот на различните политички припадности и секој сака да ги гледа фактите од аголот на кој што него му се допаѓаат. Но ако во економијата и во финансиите, го видов почитуваниот професор Лазаров, бројките се бројки и вие ако сакате да ги гледате од различни агли можете,
Но на крај, кога ќе ставите во операцијата математичка знак еднакво, резултатот не може да се гледа од призмата на која што вас ви се допаѓа. Вистината е таа, тоа е и со ревизорските извештаи. Јас подеднакво исто го гледам тоа и затоа сметам дека треба да се дебатира на една платформа која што е општо прифатена од сите. Ако ние сите како учесници и актери се согласуваме дека ревизорските извештаи не обединуваат сите, дека им даваме 100% доверба, 100% вистинитост, нема друг начин да ги судриме аргументите освен тој. Бидејќи, верувајте ми, ако сакаме ние да го изградиме системот, тогаш како што треба да е респонзивен на надворешни влијанија, најреспонзивен треба да биде од внатрешната корозивност. На ниту еден носител на јавна функција нема да му биде пријатно да седне тука во првиот ред, да излезе било кој пратеник тука и да му поставува прашања од извештај кој што е подпишан од институцијата која што има највисока доверба и најпрофесионален тим во државата. Само на таков начин собранието можеме да зборуваме дека ќе има силна надзорна улога и само на таков начин сите кои што влегуваат во институциите 5 пати ќе се замислат дали да ја прифатат таа обврска или не, бидејќи ќе знаат дека еднаш годишно, можеби и повеќе пати, ќе треба да седнат тука и ќе треба да добиваат прашања од некој кој што можеби навистина сака и да открие нешто пред јавноста што некој можеби и сака да го скрие. До тој момент, можеби ова да биде како еден заклучок, дали ОПСЕ, дали нашите партнери кои што ни помагаат и ни развиваат нашата свест за еден многу важен елемент, да седнеме, можеби треба тој меморандум да се продлабочи, можеби треба да се размисли кои теми да бидат разгледувани, затоа што досега тоа доаѓа на исклучителна иницијативност на службите во собранието кои што даваат идеи за такво разгледување или на само иницијативноста на некои од пратениците. Сакам да нагласам дека ете на 16 месецов повторно ќе имаме чест да бидеме домаќини на тимот од Државниот завод за ревизија и на клубот на младински прашања и политики да разговараме за ревизорски извештај за вештачката интелигенција во јавниот сектор и тоа е пример како треба тие работи да се развиваат. Така да ете заклучокот од оваа средба нека биде да седнеме сите заедно на заедничка маса, заедно со нашите партнери, да разговараме можеби за промена или дополнување анекс на тој меморандум кој што го имаме склучено како собрание и Државен завод за ревизија, да најдеме форма и модел, барем некако да имплементираме и да институционализираме кои посебни ревизорски извештаи надвор од годишниот извештај на Државниот завод за ревизија треба да биде разгледан, затоа што тоа е една суштина која што е многу квалитетна. Паметен или рационален пристап на водење на институција, ако сакате да бидете барем 50% подобар од вашиот претходник, само видете го ревизорскиот извештај изготвен од Државниот завод за ревизија, обидете се да ги имплементирате колку што е можно побрзо сите забелешки и тоа гарантира дека барем во една рамка вие ќе имате институција која што е добро организирана. Уште еднаш, на крајот сакам да се заблагодарам на главниот државен ревизор и на неговиот тим од Државниот завод за ревизија за тоа што секогаш се подготвени за соработка, високо респонзивни, секогаш ги усогласуваме термините кога ни е потребно како пратеници одредена помош, дали преку дообјаснување на некој главен ревизор, посебен ревизорски извештај, дали преку дополнителни информации да поработите на нашите капацитети, бидејќи тоа е навистина како што еднаш што кажувам, институција која што има висок интегритет, добра организацијска поставеност и едноставно може да помогне во овој систем да биде поставен на начин на кој што им е потребен на сите граѓани во нашата држава. Ви благодарам.